Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во новото издание на Гласот на народот. Јас сум Слободан Томич, автор и уредник на ова емисија. Вие сте на вистинската фреквенција, вистинска телевизија, телевизија Вистел. Во точно време, 17:15, го започнуваме овој народен парламент, Гласот на народот или клучот на демократијата. Почитувани народни противници или членови на Гласот на народот, задоволство и чест ми е да третираме теми кои се задираат по нашето здраве и нашето битисување, имајќи факт дека навистина големите стресови кои не обкружуваат катадневно од севкупната ситуација во која ние живееме и се справуваме со предизвиците од политиканството и политиката, што во овие изминати периоди не ни остава ни малку трунка време да се релаксираме, напротив, да се соочуваме со болестите и со стресовите. Една од тешките, од тие, не сакам болест да го спомнам, од непријатните чувства и диабетот, кој да бидам искрен, стана голема инфекција во Република Македонија. Чест и задоволство ми е што денеска го поканив Диме Велев, председател на Сојузот на Сдруженијата на диабетичарите во Република Македонија. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, чест ми и мене да присуствувам, односто бидам гостин во оваа долгогодишна и значајна емисија на Гласот на народот. Благодарам многу, чест и мене ми е задоволство што представувате еден стожер на една армија на луѓе кои, да бидам искрен, не по своја волја се соочуваат со една инфекција, не сакам да речам тој збор болест, која ги оптоварува не само нив, туку и семејството. А од друга страна немаме тој фидбек, тој повраток, разбирање, емоција, емпатија од властите, од министерствата кои треба да ви помогнат и да ви дадат несебична подршка. Најпрви, чисто информативно за тие што не знаат по дефиниција што е диабет. Диабетес е состојба или болест која што знае да биде автоимуна, тип 1, и знае да биде состојба тип 2, каде што делумно панкреасот во основа не лачи хормон инсулин кој што треба намалува шеќерот после дистрибуција до мозокот во телото. Високиот шеќер ги оштетува крвните садови, најмногу на мозокот, на срцето, на периферните делови, на стапала на раце, на бубрези и затоа на очите, и затоа најчести компликации кои што се јавуваат кај нерегулиран шеќер, односно над дозволеното или под дозволеното, се инфарктите на срце, инфаркт на мозок, бубрежни заболувања до диализа, диабетично стапало до ампутација на нози, прсти, ретинопатијата, односно почеток на слепило и ослепување. Веле, вие сте по професија? Јас сум машинец. Иначе работно место имам административно во моментов. Машинец, меѓутоа стана малтен еден доктор, да речем лекар. Со проблемите со кои се соочувате за себе си. За себе си, меѓутоа сепак е тоа во секој случај респектабилно од таа причина што имате можност да дадете информации пошироко и за тие кои првпат се стречаваат со овие проблеми, со овие поими. Како се станува диабетичар? Има една шега, многу баклава ако се јади или многу чај сладок ако се пие, се станувало диабетичар. Не, се станува диабетичар, тоа може да станете шеќераш, мислам, во моментот. Да. Значи, тип 1 автоимуно заболување со самото вродување, генетски или такви предиспозиции. Видовме мали деца. Не работи панкреасот и се добива. Тоа излеза со внатрешно. Да, и со внатрешните ендокринолошки
во ендокринолошкиот систем си работи. Додека тип 2 во принцип е или наследен или од стрес. Јас го добив од стрес. Че кај мене нема никој во фамилијата лице со диабетес, јас сум прв диабетичар. Генетски предиспозиции немате? Не. Јас од стрес работава во животот, добив, јас сум генерација кога мојата младост почна транзицијата и самостојањето на Македонија, па транзицијата на општествениот капитал, стечаите, моите родители, семејството, па формирање семејство без работа, безработни места и така натака. Веќе видено. И политички притисоци, ја работам во граѓански сектор. Пола Македонија ме познава по тоа дека работам во граѓанскиот сектор, условно невладините организации, со своите активности и со тие стресни ситуации со граѓаните сум го добил тој диабетес. Диабетесот може да се добие и од некакви инфективни, односно другите ендокринолошки заболувања кои што се на жолчка, на црн дроб и така натака, но за тоа медицината знае повеќе и може да кажува како повеќе се добива диабетес. Првите симптоми на диабетот? Први симптоми најчести се мокрење, потење, замор, често мокрење, масивно мокрење, без вода пиење. Јас, например, неконтролирано. Не се сеќав дека неконтролирано пијам по 10 литри на вода на ден. Седам За дома и... може Да, тоа го правев, ја не бев свесен. И ностоп мокрев, ностоп се потев, ностоп бев заморен, не можев да изодам 5 километри. Меѓутоа, тоа си го рачунав као топло време, жешко време и така натака. Се нешто, нели, си наоѓате некоја друга причина, никако да се посветите дека можно е да имате диабетес. Реков, ќе повторам, вие сте прв човек на Сојузот на Сдруженијата на диабетичарите на Република Македонија. Една шега, вака кој ќе денеска и подготвя прашањата, викам, скратенката му фали, вика, кога го тргнеш тоа Д-то, испаѓа СДСМ. Од друга страна, гледам, СДСМ нема слух кон вас. Армија околу 195.000. Исправете ми, јас мислам, имам податок. 135.950, така нешто. Тоа е бројка. И викам, нема слух луѓето кон луѓето кои пред се барат помош. А во болестите и за болестите нема политички провиненции. Ќе се согласите со мене дека сепак власта треба да најде најмногу на има сензитивност кон вас и кон сите пациенти. Ке дозволите да кажам дека Сојузот е буквално сите здруженија до сега, едно или две здруженија не се во Сојузот, другите сите што се со диабетес поврзани се членки на Сојузот. И сите овие наназад не 4-5 години, туку некаде веќе 8 години и пред мене мандатите. Сите здруженија го градиме заеднички ставот, што го читат и што ги читат или што ги бараме барањата кон властите. Институциите. Она што недостасува е емпатијата. Ние пред 8 години немавме емпатија од Министерството за здравство. Одреден период имавме малку емпатија, па подпишавме меморандум за соработка. Ги натеравме да подготват национална програма за превенција на диабетес во рамки на стратегијата за незаразни болести. За сега повторно да се одлага, да не се спроведува заради превенцијата и заради квалитетното менаџирање со диабетесот за квалитетен живот на лицата со диабетес. Ние сакајќи да помогнеме како Сојуз, како граѓанска организација, сите здруженија, минатата година, наместо државите, што прават, ние направивме национална анкета, независна од агенцијата, побаравме заради нас пред се како пациенти, анкета стручна, квалитетот на животот на лицата со диабетес во однос на здравието, како е живеат, со кои проблеми се соочуваат. Минатогодишната анкета покажа фрапантни резултати во однос на тоа како претходно ги третираат темите од страна на властите, хипертензија, кардиоваскуларни и нешто беше и невролошки промени. Анкетата покажа други податоци од самите пациенти, дека ретинопатијата кај младите кај тип 1 е проблем број 1, дека бубрезите се број 2, дека кардиоваскуларните се број 3. Кај тип 2, дека кардиоваскуларните се број 1, тоа е факт, срце и мозок, второ хипертензија, трето ретинопатија.
четврто или заедно со трето, значи многу се разлики мали во процентите, ама па еве ранка го правиме, диабетичното стапало, она што е фрапантно, што последен податок го добивме официјален, е дека 20% минатата година, 22, 20% од новото поставените на диализа се лица со диабетес и диабетесот е причина зашто се ставени на диализа. Значи, ние како Сојуз цело време бараме националниот план, кој што е стварно, сериозно, убаво направен, добро направен, наместо да се прават тактиски планови по него да се однесуваме. И докторите со кои што имаме солидна и да не речем одлична соработка. Ние кај докторите немаме проблем. Со специјалистите, со суспецијалистите. Не комуницираме заеднички и барањата скоро ни се исти. Затоа ги баравме сензорите да почнеме овие системите за континуирано мерење гликемија, ги баравме за децата, па за сите други да добијат, за да може да се промени начинот на живење. Да, пред секој таа категорија на ќе се задржиме повеќе. За живот. Ме подсетивте ме и да ја поздравам госпоѓа Лилија Чолакова, председателот на приватните лекари во примарното здравство, и таа е од местото на гимиџиите. Велешен како и вие, така? Да, случајно ми е пријателка 40 години другарка. Поздрав до докторката И јас се Чолакова поздравувам. и очекувам дека ќе ни биде соговорник. Интересно што во градот Велес навистина и Штип, сите градови, ама тоа по дефолт некоја има кај вас некоја енергија, некој тој јак македонизам, се борите жолчно за македонската кауза. Ако нешто значи, јас сум роден на улицата или во дворот на Порце Попорданов, на Миле Попорданов. Јас знам често надвор од темата да кажам дека имам едно 2-3 сандака кои што чувале они куршуми. Имам кршено кod детенце, затоа што никој не ми кажал дека не треба да ги кршам. А Лилија Чолакова е од улицата каде што бил и Васил Главинов, и Кочо Рацин, и јас од тие региони, така да од тоа населба сме. Значи исто мало. До иста вода, до водата е. До водата, да, до водата. Тогаш ме пиле од иста чешма, од исти малски чешми, после градскиот водовод правен. Па сепак тоа е резултантот на се тоа што се борите, сепак имате таа енергија. Сепак е правдата и правдината кај нас вградена. Така сме воспитани, така сме изгледани, дека мора да зборуваме за право и правдина, најдобро за сите, што може да се овозможи. Добро, тој драг пријател, мој пријател беше гостин во Гласот на народот на македонска телевизија од Здруженијето Зора, или како се беше, не била Зора, Коцев, на пратеникот на СДСМ. Доктор Коцич од Вила Зора, Вила Зора, така. Вила Зора, да. Па добро, има ли сенс за вас? Има, помага ли? Он помага моментално и за волја на вистината, но не јавно, затоа што не сме ни побарале јавно. А што тоа е илегално да бара подршка? Не, како доктор го покористиме во советите. Како и многу други доктори што ги користиме. Мај пратеник е, он мора тоа да му соопшти на неговиот шеф. Тоа во собранието што прави, нека прави. Тоа си знае он. Па еве, господин Коцич, и вас ве поканувам во една од нашите емисии да говориме и за екологијата и за овие проблеми. Но господин Велев, ќе ми дозволите, вие сте на голема група, ја денска пати порака до вашата група да се интерактивно вклучат во нашата емисија Гласот на народот. Телефонот е евидентен и би било чест и задоволство да смениме, да размениме мислења, да видиме кој како размислува и што ќе го каже како за и окова тема. Ја би замолил режијата да ни го пушти само слайдот со прва и втора страница, тоа е барањето ваше до првиот човек, народниот правобранител, вие се обративте така? Да, точно. Можете да ни кажете за што станува збор? Значи, ние после долги трпеливи преговори, разговори, одејќи до тоа дека треба да држиме до честа и достоинството наше, иначе на 130.000 граѓани, најмногу на овие 44.000 кои што се најзагрозени, кои што немаат глукомери, немаат ленти, немаат со што да ме наџираат, да објаснам за јавноста што значи нашава реакција. Немање глукомер, немање систем за мерење. Што е глукомер? Тоа е апарат кој што мери колку имате моментално вие вредност на шеќер. Ако имате хипосостојба, значи имате под 3, може да паднете во кома и да станете проблем во државата. Покрај тоа што имате компликации гарантирани за мозок или за срце или за бубрези. Ако одите во хипер, ако имате над 16-17, имате вртоглавици, имате исто ризици за срцев удар,
бубрези горат, артерии горат, јас ги кажам народно ова со сленг, значи не велам горат физички, Кажете народно. него се уништуваат и си имаат компликации. Затоа глукомерот е после инсулинот, кој што ние за среќа во Македонија имаме најсовремена терапија. Моментално. Што значи? Значи ние ги имаме најновите иновативни терапии, инсулини Како се и прецизирате? антидиабетни терапии, спрема секој со боцкање. Со боцкање, И тоа. дел има и таблетарна антидиабетна терапија, спрема докторот, односно ендокринологот што препишал. Некои користат базален и брз инсулин, некои само брз инсулин, некои само базален инсулин, некои само таблети користат, најчесто тип 2, за да може да се превенира развојот на диабетот. И со исхраната и со физичката активност. Но ако немате глукомер, ако немате сензор, еве што го бараме сите, ние не сме завршиле 70% работата. Јас не знам сега во моментов, немам глукомер, немам Не знаете пари, колку ви е не вредност? знам колку ми, не знам дали треба пуштам корективно или не. Мене ми се лоши моментално, да речеме, не знам од што ми се лоши. Може да ме е хипо и може да падам, сега да заспијам. И да се чудите што се случило. Или можам да на хипер имате, кога има хипер ситуација, и во хипо знам да бидам нервозен да почнам да ме мавам, сега не дај Боже. И вие тоа не го знаете, не може секој да го знае. Затоа се потребни тие глукомери да луѓето, односно лицата со диабетес на инсулин, си мерат навремено и да знаат што да прават. Кога се Државата мерите? со закон се обврзала, со устав, со програма дека треба да дава 365 дена. Ние се молиме 10 месец веќе. Колку 10 месеци се Се молите? молиме, се трпиме, се толерираме и веќе преку се отидовме и затоа рековме вака. Први поднесовме представка до министерот. Добро. Бидејќи се една адвокати... Ово или предходните? Сегашниот. Да. Со предходниот и немавме ни комуникација. Ве примаше ли едноставно ве... Предходниот министер, кој што беше една година, не достои со одговор на мејл. Сали, пада како никој- се Да, презиваше? Беким Сали. Беким Сали. Меѓутоа, може би работел на темата диабетес, не знаеме. Ние комуницираме со Националната комисија за диабетес најмногу. Овој министер барем најде храброст, не прими, ги изслуша нашите проблеми, ни даде насока каде може да се најдеме, преку Националната комисија за диабетес, со новиот директор на клиниката, да продолжиме да соработуваме во однос на градење на акциони планови за едукација. На граѓаните им треба најмногу и едукација. Сега, околу писмото до Народниот правобранител и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, се обративме како по закон од правници, од адвокати советување, првичен чекор дека треба јавните институции. Нас не е чудно, секој ден прашувам на медиумите, како можете 44.000, 45.000 граѓани кукаат, плачат и по Фейсбук и јасно 9 месеци мене повеќе ми има од премиерот и од лидерот на опозицијата на телевизија. Веќе нема телевизија и медиум кој што ме нема со слика. Мене веќе не ми е згодно. Јас ниту сум платен, сакам да бидам платен. Ја не го правам ова заради... Одвојувате средства од за личниот да- доход за социјална здравствена За да заштита? се сликам нон-стоп на телевизија. Не сум ни популист, ни политичар. Нити ќе ме видите негде да се кандидирам. Се борам затоа што сум се земал функцијата, сум се кандидирал, ме изгласале. Така. Заедно со мојот тим, околу 25, 23 председатели на здруженија секој дневно. И тие луѓе дел се пензионер, дел се студенти, дел се вработени. Ностоп проверуваме што се случува. Имат политичарите со диабет или се Има. кријат? Имаме. Имат сенс, имат чувство, имат емпатија. Еве, делата покажуваат што имаат. Значи, че имат они средства. 8 фондот за здравство, кој што континуирано и соработува со нас, и не поддржува, и развиваме заеднички методи. Во Министерството имаме осцилации, ви кажав, сегашниот министер повторно се враќа на трака да имаме континуирана соработка преку стручното тело, бидејќи тоа е најважно. Едукациите да ги вратиме со книги. Ние веќе издадовме 2 книги во оваа година. Едната е за депресијата, исто депресијата е една од Како главните нуспојава? проблеми. Да. Анксиозната состојба, заборивки анкетата, а книги издадовме. Мене ми е најтакво во проблемите во кои што ми се И во хипо, и во хипер од Да. Имаме веќе едукации се држат.
Еве вчера Баланс МК асоциацијата која што се доминантна и домицилна и за нас, за родителите и за воспитно-образовниот процес издаде протокол како треба наставниците, педагозите, па и родителите да се однесуваат кон децата со дијабетес, тој ќе го промовираме до прва и низ школите. Значи, работиме ние на решавање на проблемите. Не можеме да отидеме да држиме едукација, буквално смисла ви кажувам, кажете ми како ќе биде вас да ја викнеме на едукација и сестрата и докторот ќе ја донесеме во 40 минути 3 пати да ви каже вие треба да си мерите шекер, треба да мерите на детето шекер и вие што ќе му речете? Не ми даваат со што да мерам. Немам пари да купам. Знаеме Македонија. Колку чините? Па најефтиниот што јас последен пат го видов е 600 денари. 10 евра. 10 евра треба едно семејство за тип 2. За тип 2. А тип 5, тип 2, тип 1 треба најмалку 5 куптии да употреби месецот, значи околу 250 ленти, че он треба 4000 денари да ги одвои само за ленти, а државата треба да му ги даде. И сега пазите што се случува. Тоа да го објаснам за јавност уште еднаш. По Законот за здравствена заштита член 16, по програмата за игли, ленти и инсулини, нема рефундација. Значи да бараме не можат, бидејќи тоа е пропишано со закон и со програма дека треба да ни се даде. И сега ние може да добиеме, ако отвориме сериозен спор по закон за облигација, па по неколку години да го добиете на суд. И ја до денеска не знам колку пати, 6-7 пати повторувам, правдина како со онкологија не ми треба по 3 години. По 3 години ја ќе бидам слеп, некој пријател ќе биде без нога, некоја пријателка ќе нема бублек. Некој ќе замине. Значи јас извинувам, малце морбидно зборам, меѓутоа кој е фактот ја по 3 години што ќе добијам? А сме можеле да добиеме сега. И на врв на се, чекајќи ги тие 9 месеци, да ни се појават последниот ден од сите рокови, глукомери ленти во кесички. Ни во опакување оригинално, ни декларација на потекло, ни рок на потекло. Тоа на кило негде обезбедено. Па јас објав еден контейнер во Чамец. Ја видов, тоа е вашата слика. Со контейнерот. Сам доттако мене ми е стасано како диабетичар. Еве компаниите. И јас мислам да искористам сликата за денешната емисија. Компанијата слободно, тоа е бесплатен и преку AliExpress дека стасуваат. Да, бесплатен, да. Бесплатен поштарина. Значи тоа е ваша слика. Да, и сам доттаму сме стасани дека довербата во здравството треба да ја враќаме. Ние, пазете, имавме собрание во саботата на Сојузот на диабетичари. Да. Една од главните теми беше како ние да придонесеме сега да враќаме довербата во здравството. Нас во понеделник ни се појавуваат уште поголема количина добре батерии ставили во кесенцата. Кесенца кои што ни личат нас, но во аптека кога одите кој треба да ви подадат 5 денеска, 5 утре, или на пазарот ви даваат уната тревка. Сам такви цик-цак кесенца. До сега поголемо понижување немаме видено. Следна работа, сакаме или не кеме, имаме популација која што зборува и по устав и по закон друг јазик кој што треба да разбере. Така. Во делот на здравството треба да му го дадете тој глукомер на неговиот, на тој јазик да го разбере. Не може да го разберат луѓето. Не се дели во само македонско пасо, некоја црно-бела техника, испечатено со 10 реченици како да наместите батеријата и од која страна се става лентата. Па тоа секој знае што треба да се направи. А каде е кутијата? Каде е заштитното торбиче? Каде е пенкалцето кое што треба да е хигиенски да го штити лацентата за буцкање? И да заокружам за овие зошто реагираме околу остро. Овие апарати сега што повторно ги испробна преку второстепена комисија, на првостепена Министерството за здравство поминаа други. Второстепена државна комисија за јавни набавки ги спромна овие апарати кои што ние во 2017 и 2019, кога велам ние како Сојуз, јас не сум бил председател, него со докази сме им докажале дека не треба да ги носат, затоа што нема ни земја на потекло. Не можете да ги најдете асално на ние на веб страна. Нема кој е точен производител, ги имате и во Тајван, ги имате и во Турција. Затоа пиша преку Босфора. Да. Секако патот значи иде заради Украина преку Босфоров. Немате рок на трајање на лентите. Дел од лентите ги давале снопчиња. Јас немам земено, немам подигнато. Ова се кажување на пациенти на кои што им верувам. Че не тралала и уговарања,
туку ми ги покажуваа луѓето. Дел објавивме фотографии. И назад се сменила ознаката, пазете, еве човек објави на групата на Сојузот, МК-19, МК-23, а серискиот број исти. На апаратчето. Значи 19, 23... 19 кога докажа Сојузот на диабетичари. Со тогашното раководство дека овие не се ни за тип 1, не се ни за тип 2, а во аптеките им викаат, не во една аптека ви велат за истиот апарат. Овие денови им вика, на едни пациенти наши им велат, овие не се за тип 1, наверојатно нема доволно котичења. Во друга аптека им вика, не, вие не се за тип 2. Апаратот е истиот. Наверојатно не знаеме ни што им прават ни на инсулинските аптеки, ни ги ставаат во незгодна ситуација. Ова е Министерството за здравство заедно со компанијата која што го добила тендерот за да се спроведува и оваа година на доставувањето на глукомерите. Ние пред 3 години почнавме со сериозни преговори, со сериозни анализи. Ние сме единствена држава, ве повторувам и ексклузивно за вашата телевизија. Ние сме единствена држава во Балканов, во Европа посебно, што единствено набавуваме медицинско помагало за лицата со диабетес преку тендер. Сегде е референтна цена. Што значи референтна цена? Референтна значи државата одвојува преку Фондот за здравство во нормалните аптеки, во редовните аптеки, да отидете со извештајот, со рецепта, да земете ленти соодветно износот кој што го гарантира државата. Ние не навлегуваме којто износ. Во Хрватска е 20 евра, во Словенија е 29 евра, во Бугарија е 10 евра, во Србија мислам дека е 15-17 евра. И ви имате 3-4 производи на ленти по кои што пациентот бира има доверба дека му дават точни вредности. И секој месец имат, и таму нема проблеми. Таму во луѓето држат кампови, држат едукации, одат во руралните средини, им помагаат на луѓето во руралните средини да си мерат шекер, да додат побрзо на прегледи, ги вршат посериозните работи во делот на превенција на компликациите. Ме потикнавте, јас апропо им дам подршка на сите кои протестира за околу онкологија и случаите, но еве правиме на дигресија, случај за онколошки случај, исто околу диагноза за дадена диагноза, каде што пациентот е принуден да прима хормонална терапија, таблетарна, и таа преку рака, вака, значи, во Хрватска се дава free of charge, бесплатно. Значи, во рамките на оно дозволеното, кој што велите. Овдека таа терапија чини 3650 евра за еден месец, 30 таблети. Значи, кој има, ќе си купи, пазете, еден месец е 3600 пута 12, тоа е еден стан, еднособен стан. Во колку не, пациентот е прашање дали ќе обстане да живее или не. Тоа е трагично, прв пат ова јавно го говорам, но навистина ова е фрапантно. Што мислите, за голица во секој случај ќе ја третирам таа тема околу тендерот. Тоа ми доаѓа исто како со вакцините, правам повторна дигресија. Се сеќавате вакцините за COVID? Да, се сеќавам. Кога господот председател на нашиот северен сосед ни донесе во еден голем кијамет бесплатни вакцини, а владата, тогаш предводена од претходниот премиер, си правеше алаш вераш со набавка, медиумите пренесуваат. Ние сме консументи на информации, дека правеа делавери исто кои се за ова. На што се должи ова? Ова безмилосно унесување на политика? Не, видите, ја ве прашам човек, не како председател, па да ви ги загрозам вашите... Не, јас околу вакцините нема да коментирам, затоа што за тоа треба да кажем една друга ситуација. Јас во првата реакција, кога беше негде во јуни месец, кога почнавме поинтензивно да сваќаме дека си играат со нас за глукомери и за ленти, а стасам терапијата, пазите, имавме период, оваа држава, имаше период на склучени договори за терапија, инсулинска и антидиабетна. Инсулинската продолжи да се дистрибуира, антидиабетната 2 месеци не се дистрибуираше. Зашо? Не знам, прашавме во Министерството, не добивме одговор. Нити од човекот што беше одговорен за тоа. Че го прашав, си кјутеше, мудро. Друго сакав да кажам.
Ние во 2016, да ја подсетам, 2017 имаше пред онкологија со случајов, тема беше или случај, менче точи тогаш да ја споменам сега, најмногу ја третираше и со докази, со се во обвинителство стаса, паралелност на инсулин, водичка. И тоа се забошоти. И сега, главната работа не декларативно, не политички изјава, него материјален доказ на неказнивост и Не на ме разбрало тоа, непостапување. значи пак фейк нешто. Ние имавме Водичка наместо инсулин кој што се докажа дека не е на компанијата. исто кон онкологија, Дека не е на физиолошки раствор. ништо не физиолошки раствор. Обична водичка. Дека се докажа се, стаса до обвинителство и се заташка. А познати се актерите. Ова во 2016, 2017, доколку обвинителството и истражните органи го донесоа до суд, понесоа одговорност тие актери тогашни, ја не зборам од аспекти на презумпција на невиност. Нека се нашол кој е виновникот во сите тој период. Се затешка Имало работата. опет, па не е процесиран. А- Уште стои во фиока. Тој не е ад акта ставен. Ќе повторите датумот уште нешка? Па 2016 или 2018 паралелност на инсулин. И сега, и од тогаш навака и нас не се случуваат во здравството афери. Значи, тоа е во поновото време, во оваа декада, е изворот кај што можеме да трнеме сите како колективна меморија на нацијата со поединачната одговорност, кој тоа го дозволил, кој тоа го направил, како го направил, среќа тогаш исто брзо се изреагира, па го спречија тој начин на дистрибуција и брзо се повлече се затоа што компанијата, благодараме на реакција на компанијата, која што ја беше тука инволвирана, не знаејќи, луѓето навика, чекајте, стоите, ова не е така, ова не е наше. Ова мора подитно да се повлече, се живо се заташка, се покрена случај, тоа знам дека се покрена случај, остана во обвинителство во некоја фиока, се заташка, дојдеа другите, дојдоа третиве, дојдоа четвртиве, колку министри понавака и ништо немаме ефект. Ако дојде казнивоста, немаше да имаме ни онкологија, нема да имаме ни една друга некаква си клиника, ни кардиологија, ни не знам што, туку ќе знаеме дека имаме стварно фантастични специјалисти и суспецијалисти и дека ова неколкумина докторчиња на почетокот на емисијата ви го потребивте зборот политиканчиња во политиката, позволете ни. Ние, јас кажувам, од клиника за ендокринологија, јас можам денеска да им држам да ми наплатите и за реклама. Што имаме фантастични доктори и сестри, и престои, и прием, и исписи, и третман, и најбрзо што може не лекуваат и не вадат од ситуации, со терапии, со контроли, со дозвола да комуницираме 24 часа на ден. Значи, не ми е јасно како може, кога ќе излеземе надвор од здравството, кога се вклучуваат третите актери, ние да имаме проблеми. И ние мораме тука да престанеме еднаш. А тој начин на престанување е, го кажуваме, референтна цена, отворен пазар. Кажете ми, освен тие ленти, глукомери, има и сензори. Сензори, да, тоа е исто системи за континуирано мерење на гликемија, така се викаат CGM. Тие се местат на меко ткиво, на рака или на стомак, некаде, тие 24 часа си работат, 14 дена една лепенка, има трансмитер, кој што трае 3 години, имате апликација читач или на мобилен телефон се аплицира. И Тоа сигнализира на ако... секои 3 минути имате извештај. Као холтер која се носи за... Така нешто и нон-стоп имате информација кај се движите и што се движите. Оно што е сега најновото, ние имаме и нанопумпи во Македонија. Јас сум горд во овој мандат што минатата година 4 сензори се регистрираа, претходно немаше сензори. Не мандат дека јас сум ги донел, зборам овој период. 4 сензори се регистрирани преку Малмет, ги има во аптеките, слободна продажба. Имаме пумпи, слободна продажба. Веќе се регистрираше и првата нанопумпа, неколку нанопумпи преку една компанија. Што значи нанопумпа? Сега што значи пумпа? Тоа се за тип 1 лица, што се става, да, и преку тоа се става во канистерче, се става инсулинот и се буцка во телото
Значи се Значи лепи има потреба, и самото тело си Аплицира, се повлекува повлекува. кога сака. И таму имате сензорче кое што исто ви кажува дали паѓа или се крие. И така имаме Што се сега во случува? Македонија, Да, така? сега во Македонија. Ама тоа е све во приватна. Се во приватни, ние се трудиме тоа Да влезе во- да влезе во во позитивна отивната листа, да се отвори пазарот, да можеме да преку референтни цени, ние знаеме дека сме каква држава по буџет и сите држави тоа го прават. Че во Хрватска имаме најнов глукагон и тој да го споменеме. Тоа ви е во хипоситуација, Добро. се пушта преку инекции се уште во Македонија. Во Хрватска поскапа варијанта спреј глукагон за да се врати човекот од хипо побргу. Спрејот им бил многу скап и државата рекла до тука ви плаќаме, вие ќе си тоа платите. Да ти партиципират. А овој со иглави го даваме без пари. На тип 1 вообичаено или на тип 2 возрастни, веќе што не се сеќаваат луѓе со посериозни заболувања, како демененција и така натаму, им ги даваат за семејството да може да реагираат. Да. А почитувани и рековме дека сме отворени за вас. И за вас се прави оваа емисија. Со тоа што сакам да го слушам вашиот глас, вашите прашања, вашите анализи, вашите заклучоци, вашите предлози кои треба да допрат до вистинската адреса. Еве, господин Дивнев спомна дека актуелниот министер кој за волја на вистината, да бидам искрен, не малце повеќе му замерувам што знае да тргне од функции, од работа, експерти, но ќе го поканам и ќе биде предизвик да биде соговорник министерот. Но еве за тука, за оваа ситуација, ја би рекол дека сепак се движи, што вика Галилео Галилеј. Но дали останал статус кво или има сепак некој фидбек? Денеска добивме прв пат фидбек. Да? Дури и тоа во касните А попладните Ерлија да часови. кажам или... И ја не знам дали Ерлија, јас чекам утре да се разбудам да не се повлече веста. Пишма наđe да види. Точно, бидејќи ние такви институции. Па јавно го прозвавме сега. Ако... Не е министерот, овде е Малмет, Аха. најдиректно надлежната институција која ги обезбедува сите. која што треба да дозволи влез на производите, на апаратчињата, на лентите, е Малмет. И денеска најавија вонреден инспекцијски надзор. Малмет е... Агенција за лекови и медицински помагала. Така. Според светските статистички податоци, изготвени според број на жители, 20.000 луѓе годишно во Македонија умираат од компликации кои го предизвикува диабетес. Ќе повторам, 20.000 македонци. Минимум. Тоа е бројка, тоа е град. Цел град се немува од диабетес. Знаете што јас Сега оваа бројка нека дојде до ушите на тие политиканти кои сака да си поигруваат со судбините и здравјето на народот. Ќе ги спомнам и за пациентите од Трикафта. Малце да им дадеме најава, ќе ги поканам и нив. Еве го иста. Ова бројка кога кажав, тоа е бројка која што дава се IDF. Да. По Светската проекција, организација за здравство. Да. Но тоа се животи. Тоа се нашите роднини, нашите родители, нашите браќа. Па тоа велам во самите нашите деца. Да, во нивните сега. И тоа што за цистична фиброза, ние сме партнери со сите нив. И со раст, и со канцерна дојка, и со нефрон, и да не ги заборавам некои на организацијата на Пепо Леви, еве денеска да им честитаме па на евреите кол празникот. Значи, тоа се сериозни работи со кои што, знаете што, јас во сите министерства имам соработка во кариерата работен. И кога работам во Министерство за правда за реформи, закони за трговија, за човекови права, ЛГБТ, жени, семејно наследство, тоа се сериозни теми. Меѓутоа, ние сме го заборали Министерство за здравство и што за живо зборуваме. Ние кога одиме кај министерот, ни не разговараме колку ќе ни биде нас платата на работа или додаток. Ние зборуваме за лекови, ние зборуваме за можности за термини за лечење, за едукација од сестрите. И јас кога велам едукација, не мислам едукација по ресторани, хотели, училници, туку во Светска здравствена организација, во IDF, во протоколот постои дека секое лице за диабетес треба 15 минути да добие на секој преглед на 6 месеци едукација што е ново, што треба да прави во исхраната и во начинот на живење според своите личните специфики. Ние тоа го немаме. Еден важен начин за диабетот е начинот на исхрана. Видејќи се повеќе се соочуваме со индустриализирана храна,
фабричка храна која е многу оптоварена со јаглено-хидрати, со наследна наклонетост и сето ново, земав како податок дека храната и начинот на исхрана се главни фактори за појавата на дијабет. Колку ние внимаваме како пациенти, како граѓани кои се претенденти да добијат да станат дијабетични на сето ова? Не внимаваме. Многу имаме гојазност, еве се покажува и фактите. Забораваме Со отварањето на центрите за гојазност. Стасавме до 2 центри за гојазност. И затоа мора да почне внимаваме, ние сме држава која што имаме доволно природни ресурси за храна, не ни треба нас увозна храна, туку доволно да ги јадеме природни патлиџани, пиперки и така. органски, во секој случај. Знаете зашто? Мене ми е со тоа што јас јавно ме поканувам за и околу едукација, имам видено слушнато и имаше вчера, мислам се надаме, на кампања за едукација за малите деца како да се однесуваат со инсулинот. Да, тоа е прилачникот, што се Прилачникот. промовираше, да. Мене ќе биде чести задоволство да го презентирам во некој наредните емисии и би организирал една така, ќе да дозволи и нашата реализација и нашето раководство тука да направиме една таква дебата со неколку од вас да поширок план и да биде подостапно до граѓаните да добијат вистински информација од прва рака. Од тих колку што гледам, народот не се информиран. Ниту знаат, ниту имат можност. Ето е жално, ние правиме едукација, одиме, носиме доктори од... Медиумите не дават простор, да бидам искрен. Медиумите, освен за ова што благодарам на сите медиуми што одвоивте простор. Меѓутоа, за знаете зашто? едукација Не се работи за 2 минути, ви се Морам молам. да ви кажам дека и пациентите ретко ни идат на... Наместо една и тешко турска ни серија да се одвои бар една епизода. Еве зборам. Да, принципиелен сум. Кога се работи за здравјето, за мојот македонски народ и породи по државјанство, замолам до националните телевизии една епизода да се да пролонгираат, да дадат програм, предлог. Да дадат едукација како да се спречат големите опасности и потешкоти со големите тешки болести, дијабетот, канцерот и другите тешки болести кои се катадневно присутни во нашиот живот. Ве прекина првелте. Сакам да кажам дека ние сработката со медиумите имаме и ќе имаме. Да. И се надам дека ќе развиваме уште повеќе проекти откако ќе се ослободиме од овие сериозни предизвици, мислам, кои што сегаш ги живееме. Ние не сме шокирани ова нешто се случува. Ни не очекуваме. Како Запад, како обкружението, како толку, како е кај нив? Во Хрватска и Словенија, сега бев минатиот месец, они прво не знаат, вика, стварно ова се случува вас? Како да ви помогнеме? Да ви пратиме глукомери. И викам, имаме компании, ја морам да ги пофалам, компании општествено одговорни, 15 кои што донираа и за сензори и за глукомери. Ние поделивме 500 глукомери во време на криза, затоа не правевме протести. Што ние наместо Значи има сепак луѓе, хумани луѓе има. Ние отидовме по компаниите, дадовме 500 глукомери. Од една компанија само, од Адриемет. Браво. Ние во соработка со на Техномедика, со 10 други донатори, ќе ги спомнеме дополнително, поделивме 20 сензори на луѓе со тип 1 и со компликации. И уште собирам и уште давам. А одговорноста се знае. Затоа што се работи за живот, не може да... Знаете, сите викаат, дојдете на протести. Викнавме еден протест, видовме колку дојдоа. Не е до протести. Зошто луѓето се инфериорни, а се работи за нивниот живот, за нивниот спас? Затоа што не веруваат дека ќе се донесат квалитетни одлуки. Изгубија верба, изгубија надеж. Видете што се случува, читам изјава на министерот од утрината, дека за толку денови ќе се случи, еве го 1 октомври, ние уште немаме сензори добиени. Децата ги немаат добиено сензори. Добивме лоши глукомери. И луѓето глумат доверба. Па, драг министер, еве, слушавте пораката од првиот човек на Сдруженијето, господот Велединев, кој дефинитивно упатува, не да фрли ракавица, упатува повторно молба. И јас ве замолам од ова место, да ги отворите малце тие сензори ваши и тие рецептори, да ја слушате пораката. Која е вашата порака? Предци на докторите. Значи, јас стално кажам, доволно е да се врати во нормала за диабетесот, е да се слуша Националната комисија за диабетес, да ги прочитаат нашите барања,
да седнеме да ги дискутираме, да видиме што е поприоритетно, што е второ, што е трето, бидејќи ние имаме на иста линија, дури со Националното здружение на ендокринолози и диабетолози сме. Че ние немаме Сдруженијето на медицински сестри, ендо дие веќе да не ги зборуваме, тие ни се секојдневни партнери, веќе развиваме соработки. Роднини се више, станат. Па да не кажам, значи ние имаме, нас ни се потребни овие одлуки храбри, кои што чинат пари, но штедат пари. На крајот да кажам, дека јас во 2021 година, нема со други примери, државата заради водење стенд што ми стави од шекерот нерегулиран, ја коштав 8.000 евра плюс. Значи имате стентиран? Да, стентиран. И тоа водење. Од состанок со Национална комисија на друг состанок ми се слоши и толку беше. Ви посакам Секој здравје добро и вас. и наистина да ги заборавиме овие тешки моменти, да дај Боже да го слушне вашата порака, првиот човек на здравство и председател на владата, да што поскоро и уште од 1 октомври да ги исполнат ветувањето. И овие политичарите во владата што имаат диабетес, јас ќе да упатам апел, Да. знаат тие ми се пријатели, најпријателски ги замолувам проактивно веќе да почнат да делуваат за побрзо да се движат работите. Дај Боже. Почитувани, еве, тоа беше господин Диме Велев, председател на Сојузот на Сдруженијата на диабетичарите на Македонија. Упати е на силна порака, верувам дека најгередните имиња и личности во државата веднаш треба, веднаш уште утре да стапат и во акција и да ја завршат ова работа. Денеска е светскиот ден на јазиците, меѓу кои нашиот јазик, македонскиот јазик, а ги има 7630 јазици во светот. На кој јазик да ви кажам, почитувани политичари, само да ве замолам, да знаете дека сте менлива и минлива категорија. Вие заминувате, меѓутоа народот остане. Дайте го на народот тоа што заслужува, тоа е достоинство. Бидете живи и здрави. Утре ве поканувам во исто време во Народниот парламент Гласот на народот. Председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, уште еден од градот на Гимиджиите, Слободан Трендафило, прости, Слободан на Имењачу. Значи, ќе биде гостин, ќе говориме за и околу првоаприлските ветувања на министрите во владата на Македонија, околу намалување или ненамалување на цените за екзистенција, бидејќи 10% тоа е ништо во секој случај. Се гледам утре, останете живи, здрави, чувајте се.